36 милиони евра за една година на граѓаните им се извлечени од сметките поради плаќање со картичките. Најголемата сума досега се должи на 43% зголемениот интернет пазар, но и за 17% зголеменото плаќање на физичките места. Пазарот преку интернет или плаќањето со картички веќе се нормална работа, но дали граѓаните знаат колку пари ги чини плаќањето со картичките? Не. Плаќам, ама не знам. Да ви кажам искрено, сега поради ситуацијата почнаа да ги употребувам платежните картици, меѓутоа претходно не ги користеше, у кеш плаќаше. Така, за провизија не знаете тоа? За провизија не сум информирана. Сега колку е, дали е повеќе, дали е помалку, немам појма, ама чим ми скренате внимание, ќе обрнам внимание и ќе прашам у банката. Незнаењето и знаењето во случајов речиси немаат значење, зашто и во двата случаја провизијата е иста. Така, најскапа услуга при користење на картичките наплаќа државата, и тоа 1,70% од уплатеното. Станува збор при плаќањето на казни, продолжувањето валидност на документи, редовни давачки и слично. Веднаш до неа со 1,63% е поскапа услугата при електронска услуга, па следуваат останатите. Осигурителните компании наплаќаат 1,45%, 1,39% изнајмувачите на превозни средства и така натаму. Она што е најчесто купувано е со најефтина провизија, но бидејќи најмногу пари одат за храна, облека, техника и слично, излегува дека е најскапо, но еве ги и овие наизглед ситни провизии. Купувањето на прехранбени производи чини 1,12%, на лекови и бела техника 1,10%, плаќањето во кафеани 1,12% и најмалку плаќањето на нафта и бензини 0,88% повеќе. На овој начин, едноставно и точно секој може да пресмета колку го чини пеглањето на картичките, но и ќарот на банките по овој основ. Совкупно 36 милиони евра за една година, само овој основ со напомена дека сумата расне. При ова секако не е пресметан минусот на картичките, кој се наплаќа со друга и далеку посолена тарифа.